Отворената утринска програма на телевизија Нова, информација точна и навремена и елитна, продолжува натаму. Доаѓаме до мигот кога во рамките на нашата отворена утринска програма ќе ви кажеме која ќе биде следната тема на која што ќе дадеме простор во информација точна и навремена. Јас вака велам, ништо не е невозможно, треба само да се сака. И навистина е така, а за да ви докажам, ќе го погледнеме инсертот или инсертите, ќе се преселиме во Копенхаген и ќе ви кажам само наши танчари во своја трето место на светско првенство. А потоа следува и разговорот со нашите гости. Веќе ви реков, ништо не е невозможно, треба само да се сака. Трети во светот, македонски танчари, деца со Даунов синдром, но не застануваат тука. А ако беа минатата година шести, оваа се трети, и знаете што ни рекоа, следната ќе бидат први. Така е, нели? Здраво за Оливер Блажевски, здраво за Александар Матовски Цако, здраво за нивниот кореограф Виолета Балшевска и здраво за Сара Кочан, собственикот и секако кореограф и дел од тимот на Dancers United МК. Добро утро, да. Кажете ми, лесно, тешко беше ова да се направи? Сара? Лесно не беше. Не беше, да. Колку месеци се вежбаше? 4 години. 4 години? За да стигнеме до трето место. Со групата започнавме, работиме пред 4 години во нашето студио Dancers United. Почетоците беа најтешки, морам да кажам. Меѓутоа, искуство да си го прави своето, така да како што течеше времето, они стануваат се поискусни и поискусни. Денеска да имаме професионални танчари кои што се трети во свет. Да, германците не зизнаат, така е? Тако, германците не зизна, иначе ќе бевме први. Да. И како беше да се настапува таму? Како беше да се биде во Копенхаген? Па супер. Копенхаген е многу убав град, да се настапува под името на 10 за мене представува се супер. Супер искуство. Искуство, секако Покрит ваква убава дама, како да биде? Како да биде таму? Па да, шармерот ако се јави, да. Виолета, како е како кореограф? Што требаше, на што се требаше да се внимава? Па како е да се работи сушно со овие деца? Како? Деца, млади луѓе. Многу е, значи за мене искуството преголемо задоволство е, многу е мотивирачки.
се најубаво. Да, како? Кога се вежба, на што треба најмногу да се внимава? Тие веројатно се забавуваат цело време, така? Музиката е тука и тие веќе играат, но Да. тешко ли е да се усогласат движењата по тоа? Па секако дека си бара тренинг, но меѓутоа они се многу мотивирани, многу позитивни и многу дисциплинирани. Дисциплинирани. Така да, со нив Да. веќе работам 2 години од прилика. И веќе ми е полесно. А конкретно за светското првенство се спремавме 2 месеци. 2 месеци. Што е многу краток период и сепак дадоа се од себе. Така е. И сме презадоволни. Колку време во деновите, како? По 3 пати? Како 3 пати неделно? Имавме, да, од прилика 3 пати неделно. Да. Да. Така. И беа дисциплинирани, се тоа кажавме. Хип-хоп, што избиравте заедно, која ќе биде темата на која што ќе играат, како да работите? Имавме конкретна категорија каде што организаторот пушта своја музика и ние треба да На таа музика. На таа музика да играме, да. Значи конкретно се работи за кореографија која што е смислена и они треба да ја внесат нели заедно во музиката. Така е. Да ги кажам имињата на сите оние кои што ни донесоа трето место. Александар Матовски Цако е тука, Оливер Блажевски, Ана Бекјарска, Моника Бисовска, Христијан Стојанов, Дарко Евтимовски и Ена Митровска. Така, тоа се тие деца. Да. И да ги поздравиме во Да, да ги поздравиме, да, и да им посакаме. Сега видивме стварно дека следната година ќе бидеме први, можно ли е тоа да ни се случи Се сега? надам, значи минатата година дечките беа 6. Имавме некои технички проблеми со музика и кореографија, како што кажа Вики. Правилата на федерацијата не беа баш точни и испадна да играат на музика која што прв пат ја слушаат. Меѓутоа Како мислите тоа? На едно се спремавме, а требаше друго игравме. да се игра на друго, па игра на сосема нешто трето. Така. Меѓутоа тоа не ги спречи, не застанавме тука. Во измината година ние имавме прилика нели да вежбаат они повеќе на слушање на различна музика, затоа што само минатите 2 месеци да работат на конкретната кореографија од 2 минути, ограничено е на 2 минути се игра. Така да сега излегоа спремни, а знаеме германците што права и како права за да победат, така да до наредната Што правеа година. германците? Мислам дека ќе победиме. Вака, во категоријата е пара-интегративна Добро. танц за хип-хоп и се натпреваруваат 50% танчери без попреченост, Добро. лица со типичен развој и 50% со попреченост. Меѓутоа попреченоста е или ментална или физичка. Така да они се група од 100% лица со Даунов синдром, значи со ментална попреченост, така да тука имаме голем минус, нели, затоа што се надпреваруваме против лица со типичен развој кои што нели Кои се што може да покажат и- кои што може да покажат и други Друго ниво, работи. да. Меѓутоа мислам дека ќе се сконцентрираме малку повеќе да нели попреченоста воопшто веќе да не ни смета до наредната година. Така е. Да. И дека ќе Оливер, постигнеме резултати. така е. Оливер, како вие разбравте дека има кај Сара можност да танцувате? Lars Dagam, Liga Dado, Sala me uče kako Се игра. Liga. Да. Кога беше првиот пат кога отидовте кај Сара? Lars Sala, La Prof. Аха. Ligi me dava, Добро. това мене Добро. и Помогне сега Вики, ако нешто не разбираме. Добро, и потоа? Ligi мене дава тако. Аха, што му дала? Бројчето го носеше. Бројчето, Оливер. Што била работата, па мора да кажеме. И па среќен сте со бројчево. И следната година бројчето кај вас, така е залепено и ние ќе бидеме први. Може, Оливер, така? Може. Да. Сара, морам да ве прашам, зошто се одлучивте за ваква една група или од кого тргна иницијативата? Од Цако. Од Цако? На Цако му се играше. Не, кога го отворивме студиото со мојот сопруг Нирмен, пред веќе ние 5-та година, значи пред полни 4 години, си ветивме дека ќе имаме некоја група која што ќе биде социјално одговорна. Да. И не знаевме точно што ќе биде, како ќе биде. што и како ќе биде, не бевме решени, само знаевме дека сакаме да идеме во таа насока. И јас се знам со Цако 20 и нешто години, се дружам со неговата сестра. Случајно се видовме на улица, додека ја и супругот баш го правевме на тој разговор. Го гледам Цако, викам Нирменета. Тоа е, Ете тоа што можеме било. со нив, се Да. договоривме, отидовме, направивме состанок со цела група која што Сдруженијето нивно, каде што се членови.
И се договоривме за прв час, почетоците, како што кажа, беа многу тешки затоа што Што не значи знаат. многу тешки? Што значи многу тешки? Нема никој не работи во Македонија, па и во околинава со танц, со лица со Со оваа Даунов група синдром лица, да. или со попреченост. Така да не знаевме што ќе се случува, како ќе идеш, на што да се сконцентрираме, како да се одвиваат часовите, па бевме премногу амбициозни, сакавме да работиме конкретни танци, меѓутоа постепено научивме како да стигнеме до нив и како они да се изразат и да го постигнат тоа што денеска го постигнавме. Да, да. И сега додека го гледавме се ова рековте на почетокот не бевте баш најдобри, тоа смее да се каже. Доволно е тоа поттик за следниот пат да бидат уште подобри? Тоест, јас сум многу строга Да. со нив. Вики не е толку, или? Малку повеќе им попуштам. Знае да дојде да каже Сара, дојди не се денеска, не молим те викни. Меѓутоа, мора да им се кажат грешките, за да можат они да си ги исправат своите грешки. Мислам дека на почеток на кореографија таа возбуда која што има Да, они, нормално. нели пред толкава публика, голема сала, не знаат која песна ќе им се пушти, им требаше некои си 20-30 секунди да се најдат, нели, да се Така е. освестат каде се и што се. Меѓутоа, после тоа супер се искоординира, беа Бе одлично. како едно. Да. Сака? Како беше во Копенхаген, освен што Вики беше така убава за гледање напред пред вас? Супер беше. Стварно, градот е преубав. Го видовте градот? Што видовте? Па да, puno работи видовме таму. Од центарот беше исто убаво. За следното времето не се нуди се. Врнеше? Врнеше се. Обласно, немаше сонце, ама го осетивме други дел од скандинавските држави. Да. Едно се само врне и Облачно. облачно. Да. А како беше кога влеговте во салата? На вистина тоа возбуда голема, па заборавивте чекори? Например, кај мене по-конкретно, Добро. мене колената ме крицка. Дали долго ги направам, как долго ги изиграм, дали е добро, па што не е пробав. Што не видов дека е добро, ба ја. Добро. Од друго да возбудував. Уште поголема возбуда Да. и колината играат. Колената играат. Добро, и што ви рече Вики? Терајте, знаете, можете. Само каза да се смириме, Добро. за да можеме да го истакнеме најдоброто нас. Оливер, како е да се биде на тие вежби, кога сте со Вики или со Сара, во сала? Рики и Сала, Аха. како учи Дадо, јас Вие ги учите после чекорите, така? Моторува, Добро. такла, Аха. не учиме. Добро, да. И како суди? А кажете? Работиме, почнавме изминатава година да работиме на инклузивни настапи. Имаме и представа, треба до Супер. крајот на годината да се направи, да се случи. направи, да се Добро. случи. И Оливер конкретно има точка настап танго во двојка. Танго? Почнавме со мене, меѓутоа бременоста, нели? И продолжи со друга девојка, така да тоа сака да каже дека сега работи танго. Танго. Танго е многу добар. Многу добар, Оливер. Убаво ме е. Убаво ви е. Убаво ми е. Да. Вики, уште нешто може ли да кажеме? Како се одвиваат тие часови? Колку се овие деца, више возрастни се луѓе, се податливи или не знам, интересно е да се биде таму на часови со нив? Како не, значи, Забавно. навистина многу ни е забавно. Значи, гледаме во текот на часот да не биде премногу само на тренинг. Значи да има малку забава, смеа. Така, да. Да. Тоа е нивно дружење, така? Да, Се дружат и потоа и така, Сара. Да, После да. дружбата продолжува веројатно. Дружбата продолжува, они се активни во секое поле, а што се однесува до танцот, имаат многу настапи. Настапи имаат? Имаат настапи цело време. Супер. Спремаме сега представа, до година се надевам дека ќе може да ја видите во другите градови, планираме и турнеја низ Македонија. Што представа е тоа? Ајде, открите ни нешто. Инклузивна представа има прилика пред владата на Република Македонија да се види на денот на независноста дело тоа што го работиме. Значи се работи за инклузивни точки на лица без попреченост, значи со типичен развој и групата со Даунов синдром и други попречености. И они играат рамо до рамо, заедно кореографии, значи Цако, пошто они се тука, Цако конкретно игра валцер со
девојка со типичен развој, додека Оливер игра танго и целата таа представа е таква, значи да се види дека сите се исти, дека сите можат да постигнат еднакво. Така е, да. Така како беше она, ништо не е невозможно, треба само да се сака. Да. Не застанувате тука сериозно, мислиме дека ова треба да продолжи како начин Сериозно да се мислиме. прикажеме пред светот? И имаме веќе поддржувачи, не поддржува и владата, министерствата, Министерство за култура, Министерство за труд и социјала, приватни фирми, така да мислам дека оваа година ќе можеме повеќе да се сконцентрираме на тој дел. Само на тренингот, само на вежбањето, а све останато ќе се дојде само. Така. Вики беа нивните родители со нив или вие бевте одговорни како? Беа. Беа некој или сите? Не беа сите, само 2 родители не беа, другите беа сите со нас. Добро, ами тие двајца доволно зборуваат дека вам вија искажале сета доверба, така, да бидат во ваши раце, да. така. И што правевте потоа, нели го разгледувавте Копенхаген, што имаше, зашто имаше време? Па имавме време, бидејќи надпреварот, ние завршивме веќе првиот ден, надпреварот траеше до сабота, имавме останатите денови можност да прошетаме. Дечките беа исто и во Шведска, прошетаа. Па значи вие со еден удар две муви, како Оливер? Бевте и во Шведска, викам, Да, прошетавте. Петра Теца Виекаво. И на тој е Петра. И почел да ја пие, почел тој е доле вапа, на крај, да Сара те маца. Сара? Да, Сара. Прошетале, седеле, пиеле, јаделе. Вие веќе ги разбирате убаво. 4 години сме заедно. 4 години заедно, Оливер. 4 години сме заедно. Они си Така. прошета, има цели 4 дена за шетање. 4 дена? Летот ни беше таков, така да еден ден се надпреварува, првиот се одмара и останатите шета беа до Шведска. Огромно е, мислам, искуството и за нив и за нас, као нивни тренери, на сите овие патувања, за тоа што се некои работи кои што ги забораваме во животот и вредности кои што сме ги заборавили. Така да они не подсетуваат на тоа, на возбудувањето на секоја работа. Мислам дека имаме инсерти, не знам дали ќе се најдат на моментот на прогласување на победниците. Добро. Значи никој не може да се смири, мислам дека и цела сала не може да се смири. А инсерти, како инсерти, ова се фотографии, веројатно ќе ги пуштиме инсертите, добро. И како реагиравме? Нема зборови да се Солзи? опишат така. Да. Значи, цела сала плачеше, родителите плачеше, мислам, солзи радосници. Они не можеа да се смират исто. Значи, таа возбуда и таа среќа ние баш ја забораваме. Еве сега на вркањето ова е така? Ова е на некоја од прошетката. Значи, тука беа собрани финалистите и чекавме резултати. Добро, ајде да видиме што следува. Знамењата на учесниците. Еве ги насмејани. Ете ги. Они се секогаш насмејани. Многу ретко може да ги видиме да не се насмејани. Да. И што велат родителите? Колку се пак тие задоволни дека нивните деца имаат каде и да се забавуваат и да научат нешто ново и не знам да другаруваат и со вас и се. Родителите се презадоволни. Првично затоа што нивните деца кај нас се стварно примени без никакви посебни третмани, туку си се прифатени од целото студио. Значи во студиото имаме ние и зумба, аеробик, хип-хоп, балет, латино и сите тие членови наши си ги прифаќаат нив како дел од тимот, како дел од заедницата и мислам дека тука правиме еден многу добар чекор, затоа што сите учат од нив. Така. Учиме да ги прифатиме и да видат дека тоа е сосема нормално. Така. Родителите се задоволни и среќни што имаат некое такво место. За нив, мислам, медалата ми кажува што значи. Тако, да. Тако, и сега први следната година? Да, зашто да не? Зошто да не? Одиме на високо. Одиме на високо, па што ни фалеше сега? Ако не заклицаа нозата, ќе бевме и први, така? Нормално, да. А како вие се бодрите, Цако, меѓу вас? Па, тоа што ќе казам, например, јас, Добро. а да дечки се, ќе се смириме и да гледаме... И да бидеме најдобри, и да гледаме Вики што ни кажува. Вики, што ќе ни кажува, бејќи Вики стварно искусна од тоа што го работи.
Така е. Леле, Вики, пуфалби. Да. И сега не знам за Вики, ама знам за Сара дека одлично се снаоѓа и дека има време за се, па има време и за второ. Така, Сара? Дали има или И нема, тоа ќе се биде, снаоѓаме. и тоа ќе биде танчар или танчарка сега. Малата Емили, Да. Емили има сега 2 години, веќе танцува, се надеваме до година ќе... Ве следам, знам што се случува за тоа. Веќе танцува, до година се надевам и неа ќе ја видиме негде на некој надпревар. А второто исто е девојче. Девојче повторна. Да, само танчерки. И се надам и они ќе продолжат по нашите чекори. Меѓутоа време си има за све, кога се сака, се постигнува се. Така. Нирмин, каде е тука? Помош? Ја чува Емили? Ја чува Емили. Ја чува Емили. Па значи, а Емили танцуваат заедно, може би дома, некој танго игра. Најверојатно сега не гледа, така да би сакала и да имавме. Поздрав. Поздрав до Емили и до Нирмин. Така да, Нирмин е од огромна помош. Јас и Нирмин работиме све заедно, дома сме заедно, на работа сме заедно, функционираме баш така како што треба валјда да функционира еден брак. Супер. Добро, ви благодарам за ова гостување, за ова присуство и договорени сме. Ова сето е снимано, Оливер. Цако, Вики, Сара. Доказ следната имаме. година, доказ имаме следната година без прво, ништо друго не прифаќаме. Може така? Може. Да. Ви благодарам за ова присуство. Благодариме овде. многу. Да, и јас ви велам уште еднаш, драги мои, дека ништо на светот не е невозможно, треба само да сакаме. И така, некако помина и овие 180 минути на заедничка дружба со вас. Ви благодарам што и денеска овој празник бевте заедно со нас и како останете во друштво на телевизија Нова, а се гледаме повторно и утре. Довидување до тогаш.